Природните и други потенцијали со кои располага источниот регион за поттикнување на туризмот малку се искористени, иако представуваат одлична можност за промоција пред домашните и странските гости. Со таквата констатација, искажана и на неодамнешната работилница во Штип, се приоѓа кон изработка на стратегија за развој на туристичките потенцијали, чиј носител е Центарот за развој на источниот плански регион. Стратегијата, што се однесува на периодот од 2015 до 2024 година, ќе ја изработуваат агенциите Идеја ОК и Balkan Development Solution, кои ќе имаат и консултантска улога. Тоа треба да представува основен документ што ќе обезбеди одржлив развој на туризмот во регионот за наредниот среднорочен период. Оваа стратегија е една од активностите во рамките на проектот за кој што веќе имаме зборувано. Тоа е програмата за зачувување на природата во Република Македонија, која што е финансирана од страна на Швајцарската конфедерација, и ова е една токму активност што треба да ја спроведеме во идниот период. Период или временска рамка за изработка е 18 месеца, значи се надеваме дека до крајот на идната година или нешто порано веќе ќе имаме навистина стратешки плански документ за одржлив развој на туризмот. Еден од заклучоците на работната средба е дека иако регионот има голем број природни реткости, тие недоволно се промовирани и се уште се непознати и за локалното население. Знаеме, тука е Плачковица, една од најразновидните планини во Македонија и пошироко. Тука се Осоговските планини, навистина со богатство и на геодиверзитет и на биодиверзитет. Фантастична клима која што е во Беровската котлина, значи чист воздух, еден од да кажеме карактеристичните воздушни бањи во Македонија, која што е изволна погона и за здравје и за здравствен туризам и така натаму, така да навистина мислам кога разговаравме за што да се даде приоритет од природните карактеристики, скоро да му нема крај на сето она што го има во регионот, а за кој што дури ни луѓето велам овде дека во овој простор не се доволно свесни или нема доволно информации какви се богатства крие овој простор. Со изработката на стратегијата за развој на туризмот ќе се добие и своевиден катастар на природните реткости. Истовремено, во промоцијата на туристичките потенцијали треба да бидат вклучени и можностите за развој на бањскиот туризам како еден од најбрзо растечките во светски рамки. Исто така, свое место во стратегијата треба да добијат и помалите општини во регионот за искористување на нивните ресурси за развој на така наречениот рурален или селски туризам. Обезбедувањето финансиски средства за реализација на насоките што ќе бидат зацртани во стратегијата е фаза од развојот на туризмот за кој регионот и секоја од општините поодделно ќе треба да работат дополнително.